Премиерот Зоран Заев не се одважи да излезе пред јавноста и да го соопшти ставот на владата дали ќе ја прифати оставката на првиот човек во здравството Венко Филипче. Иако очите на јавноста цели 3 дена се свртени кон Илинденска број 2, премиерот и покрај сите надежи на новинарите не застана пред камерите. Но неговата прес-служба испрати соопштение за медиумите. Во соопштението се вели дека одлуката дали ќе бидат прифатени оставките ќе се донесе по спроведената истрага за причините за пожарот. Истражните и правосудните органи спроведуваат исклучително темелна, професионална и брза истрага која мора да ги утврди до детаљ причините за избувнувањето на смртоносниот пожар. Кон стручноста и кредибилноста на истрагата ќе придонесат и форензичарите од Германската федерална криминалистика. Имајќи предвид дека истрагата се спроведува со висока динамика и дека истата е обезбедена со највисоко ниво на стручност и професионалност, мојата проценка и одлука по однос на поднесените оставки ќе ја базирам исклучиво на фактите кои ги добивам од истрагата, односно исклучиво согласно утврдените причини за избувнувањето на пожарот. Оставките, вели Заев, биле висок морален и етички чин и демонстрација на интегритет и одговорност. Но за нив, вели, ќе се произнесел следната недела. Дури тогаш ќе одговарал пред новинарите. Најавувам дека во текот на следната недела, во првиот момент од како експертската истрага ќе покаже нов, посериозен напредок, ќе ги соопштам ставовите на владата базирани на фактите од истрагата, на пресконференција на која ќе одговорам на сите прашања од медиумите. Несреќата во која до темел изгоре монтажната болница во Тетово се случи во исто време кога целиот државен врв уживаше во дефилето и прославата за 30 години независност на Македонија. Во ужасниот пожар, кој за неполни 3 минути го проголта монтажниот објект, животот го загубија 12 пациенти кои се лекувале од COVID-19 и двајца посетители, роднини на починатите, кои се обидувале да ги спасат своите блиски.